Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како Предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबां. Дали било кој човек или ѓавол би имал моќ да даде такво предскажување во време на моја анонимност и да направи сето тоа да успее додека илјадници луѓе станале тоа да го спорат? Четвртиот услов дека тој што тврди треба задоволувачки да одговори на сите приговори изнесени против него, исто така во мојот случај е исполнет. Главен приговор изнесен против мене од страна на моите противници е дека Иса, Исус алейхи селам, лично ќе се врати во светот како ветениот Месија. Јас им кажав дека од честниот Куран е очигледно дека Иса, Исус алейхи селам, умрел и никогаш нема да се врати на светот. Например, Аллах Джелешануху навел дека Иса, Исус алейхи селам, вели: "А кога ти ме усмрти, само ти ми беше посматрач." Кога се чита внимателно овој ајет, се вели дека кога Аллах Джелешануху ќе го праша Иса, Исус алейхи селам, на судниот ден, дали тој своите следбеници ги подучувал да го обожаваат него и неговата мајка, тој ќе каже: "Господару, ако јас тоа го направив, ти сигурно ќе знаеше, бидејќи ти си зналец на невидливото. Јас ги учев само тоа што ти ми нареди, дека Бог е еден, дека нема другар и дека јас сум неговиот пратеник. Јас само бев запознаен со нивната состојба, додека живеев меѓу нив, но од кога ти ме усмрти, јас не знам што потоа тие правеа." Очигледно е од овие ајети дека Иса, Исус алейхи селам, ке каже: "Додека јас живеев, христијаните не отидоа на погрешен пат, но кога умрев, јас не знаев во каква состојба останаа." Според тоа, ако предпоставиме дека Иса, Исус алейхи селам, се уште е жив, тогаш мораме да поверуваме дека христијаните се уште не се расипале и дека следат вистинска религија. Иса, Исус алейхи селам, исто така ќе се брани зборувајќи дека знаел за состојбата на својот народ, додека бил со него, но дека не е запознаен за тоа што тие направиле, откако Бог го усмртил. Според тоа, ако веруваме дека Иса, Исус алейхи селам, повторно ќе се врати на овој свет, пред денот на оживување, и ќе се бори со неверниците, заедно со Мехди, тогаш, чувај Боже, овој ајет ќе треба да го сметаме за невистинит или инаку ќе мора да признаеме дека Иса, Исус алейхи селам, ќе го лаже Бог на судниот ден и ќе настојува да го прикрие фактот дека се вратил на светот и 40 години се борел против христијаните заедно со Мехди. Секој кој вистински верува во честниот Куран ќе увиди дека само овој ајет е доволен да го негира концептот на враќањето од небото на Иса, Исус алейхи селам, за да се бори заедно со крвожедниот Мехди. Кој и да верува во такво нешто, го напушта честниот Куран. मरने को है तैयार तेरे पासबां लेके जाऊंगा मैं दुनिया के किनारों तक तुझे मुश्किलें इस राह की मुझ पर. Кога на приговорите на моите непријатели така им возвраќам, тие почнуваат да наведуваат приговор, како последно за солниште, дека моите предскажувања не се исполниле, наведувајќи ги моите предскажувања за Атам. Јас прашувам, каде е сега Атхам?
Суштината на моето предскажување беше дека лажов ке почине во текот на животот на вистинитиот, така што Адхам е мртов, а јас се уште сум жив. Факт е дека исполнувањето на ова предскажување било условено, и се додека Атам живеел во страв од ова предскажување, живеел според овој услов, и затоа смртта му била одложена за неколку месеци. Оној кој изнесува такви приговори, изгледа не помни дека предскажувањето кое го дал пратеникот Јунус, исто така не се исполнило, иако од книгата на Јунус е јасно дека предскажувањето не било условено. Факт е дека предскажувањата за казните кои следат не се категорични и како услов го имаат покајанието, доброволното давање, садаката, довата, дури и стравот. И сето тоа може да ја одложи казната или потполно да ја укине. Ако ова не е точно, тогаш Јунус не треба да го сметаме за Божји пратеник, бидејќи неговото предскажување не се исполнило. Кога Бог намерава да го казни престапникот, казната може да се избегне со садака и давање на милостина, дури и преку стравот. Според тоа, глупо е да се размислува дека предупредувачко предскажување само значи дека Бог одлучил да го казни човекот и својата намера не ја открил на својот пратеник, и тоа предскажување може да биде отфрлено со давање на милостина, садака и дова, само кога не му е откриено на пратеникот, а не може кога ќе му се открие. Таквото тврдење е еднакво на напад на сите пратеници. Понатаму, некои предскажувања не се конкретно одредени и нивното значење станува јасно во текот на времето. Дури понекогаш и пратеникот греши во толкувањето на предскажувањето, и тоа не е нешто на што треба да се приговара, бидејќи пратениците се само луѓе. Исус алейхиселам, еднаш рекол дека неговите 12 ученици ке седат на престолот на дженнетот, но ова не се случило, бидејќи еден од нив станал одметник и бил одреден за джехеннем. Исус алейхиселам, исто така рекол дека некои луѓе од неговото време се уште ќе бидат живи кога тој ќе се врати, но тоа сепак не се случило. Многу други предскажувања кои Исус алейхиселам ги дал останале исто така неисполнети поради грешки во толкувањето. Од друга страна, ако некој моите предскажувања ги слуша со трпение, искрено ќе увиди дека илјадници знаци и предскажувања биле покажани во моја корист. Дрско е да се занемарат илјадници предскажувања кои се исполниле и да се крева врева за едно кое не било сватено, и врз основа на него да се одлучува. Јас се надевам и навистина сум сигурен дека секој кој со мене ќе помине 40 дена лично ќе биде сведок на знак. Јас сега го завршувам ова предавање со надеж дека тоа што го кажав е доволно за трагачите на вистината. के निशान तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबां है लिवाए अहमदियत कौम अहमद के निशान. Забелешка. Хаким Мирза Махмуд Ирани во своето писмо од 2 септември 1902 година побара од мене да го објаснам значењето на следниот ајет. Тој најде дека тоа заоѓа на изворот на смрдлива кал. Пред се, нека биде јасно дека овој ајет содржи многу тајни и невозможно е сите да бидат опфатени, и дека под привидно значење на овој ајет се кријат значења кои не се лесни за разбирање. Значењето кое Бог ми го открил, кога овој ајет се чита заедно со претходниот и со оние кои следат, е тоа дека всушност ова е предскажување за ветениот Месија и прецизно го одредува времето на неговото доаѓање. За да ја разработиме оваа точка, дозволете ми да кажам дека ветениот Месија исто така е и Зулкарнеин, затоа што тој, арапски збор карн, значи столетие, и овој ајет укажува дека раѓањето и доаѓањето на ветениот Месија ќе опфати 2 столетија. И ова јасно вреди токму за мене, бидејќи јас живеев во 2 столетија
според секој календар кој го познавам, било тоа да е исламски, христијански или бикрами. И моето раѓање и доаѓање не се ограничени на еден век, и во ова смисла јас сум Зулкарнейн. Во некои хадиси исто така, ветениот Месија токму во таа смисла бил наречен Зулкарнейн. Толкувањето на остатокот на овој ајет, кој е во облик на предскажување, е дека на две главни нации им е дадена радосна вест за доаѓањето на ветениот Месија и дека ветениот Месија токму на нив ќе им се обрати. Семокниот Бог метафорично вели дека ветениот Месија или Зулкарнейн во текот на своето патување ќе има средба со две нации. Прво, тој ќе сретне нација која седи во мракот на смрдлива барска вода, која не е за пиење и толку е полна со смрдливо блато, што тешко може да се нарече вода. Ова метафора се однесува на христијаните, кои се во мрак и месијанскиот вруток го претвориле во бара на смрдливо блато поради своите лоши дела. Во другиот дел на своето патување, ветениот Месија или Зулкарнейн доаѓа до луѓе кои седат директно на врело сонце, без засолниште. Иако немаат уддел во светлината на сонцето, неговата врелина ги пржи нивните тела и ја потемнува нивната кожа. Ова се муслимани кои наспроти тоа што се благословени со сонцето на Божјата единство. Ова се муслимани кои наспроти тоа што се благословени со сонцето на Божјата единственост, тевхид, не извлекле никаква вистинска корист од тоа и само биле спржени со неговиот жар. Со други зборови, тие ја изгубиле вистинската убавина на вистинските морални одлики на верата и наместо тоа се злобни, разјарени и диви. Така, семокниот Бог покажал дека ветениот Месија, кој е Зулкарнейн, ќе се појави во време кога христијаните ќе бидат во мрак и дека смрдливото блато, кој на арапски е хума, ќе биде нивна судбина, а муслиманите ќе имаат плитка вера во Божјата единственост и ќе бидат болни од необразованост и дивјоштво, без духовна вредност. Потоа, Месијата кој е Зулкернейн ќе се сретне со друг народ кој ќе боледува од раката на Гог и Магог. Овие луѓе ќе бидат силно религиозни и побожни и ќе побараат помош од Зулкарнейн, ветениот Месија, против напад на Гог и Магог. Тој ќе крене бедем за нив, односно ќе им даде цврсти докази за поддршка на исламот, кои конечно ќе ги потиснат нападите на Гог и Магог. Тој ќе ги избрише нивните солзи, на секој начин ќе им помогне и ќе застане покрај нив. Ова се луѓето кои мене ме прифаќаат. Ова е големо предскажување кое зборува за моето доаѓање, моето време и времето на мојот џемаат. Благословен е оној кој со внимание ги чита овие предскажувања. Чесниот Куран содржи многу предскажувања од овој вид, во кои се зборува за некого од минатото, но неговата цел е да даде вест за иднината. Сура Јусуф, например, на прв поглед е само расказ, но тоа содржи скриено предскажување за тоа што ќе им се случи на куриешите, токму како што Јусуф браќата го гледале со презир, но на крајот тој станал нивен главатар. Тие го одбиле чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем и го протерале од Мека, но тој, иако бил одбиен, станал нивен водач и главатар. Иако чесниот Куран содржи предскажувања за ветениот Месија, односно за мене, на луѓето на кои им недостасува духовна проникливост, сепак велат дека чесната книга воопшто не го спомнува ветениот Месија. Такви луѓе многу наликуваат на христијани кои и до денес истрајуваат во тоа дека Библијата не содржи никакво предскажување за чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Нивните очи и уши се отворени и нивните умови се остри, но јас сум изненаден што тие не го гледаат Бог. Нивниот лак има огромна стрела, нивниот плен е блиску, но тие целат предалеку. मर्दो जन पीरो जवान तुझ पे कुर्बान ये करो है आशिका।
आए अहमदियत कौम अहमद के निशान तुझ पे कट मरने को है तैयार तेरे पासबा कौम अहमद के निशान 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 कौम अहमद के निशान. Ова е последниот дел и книгата Предавање од Лахор. е завршена. Еселаму алейкум.